На електронската адреса www.controla@skopje.gov.mk се повеќе граѓани се охрабруваат да го пријават лошото работење на градската администрација. Најголем процент од поплаките се однесуваат на ненавременото завршување на барањата за легализација на дивоградбите, пресметките за комунали, просторот за користење пред објектите и секторот за комунални дејности. Како што посочи денеска градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на брифинг со новинарите, градот претрпел финансиска загуба во висина од 68.912.000 денари поради вкупно неиздадени 332 барања за легализација стари и по 3 години. Покрај неажурното работење, граѓаните често се жалеле и на недозволеното пречекорување на овластувањата на градската администрација, но и на комуналните инспектори, зашто веќе се водат 4 дисциплински постапки против работени во градот Скопје. Со цел да се стави ред на безредието кое владее, најмногу кај теренските работници, градот подготвува нова тактика. Имено комуналните инспектори ќе носат со себе GPS уред кој ќе им оневозможи работното време да го користат за вршење на приватни обврски, а со цел безбедно вршење на службата ќе им биде даден и аларм кој ќе сигнализира во случај на небезбедна ситуација. Проектот внатрешна контрола за вработените во градската администрација почна да се спроведува од 17 септември. На прашањето зошто пријавувањето се врши само електронски, а не и телефонски, Шилегов одговори дека една од поплаките на граѓаните е дека на телефонските броеви во градските служби никој не одговара на повиците. Шилегов ги потсети граѓаните и дека архивата на град Скопје во барака 16 работи и втора смена до 19 часот и 30 минути.